подршка до жените. Темата на денешното видење како ќе ви ја раскажам цела тема, па што сака нека биде. Знаете дека на вести, тоест на сите вести низ Македонија имаше ставено као нешто на паметно, на Телеграм се формирала некоја да речеме, сега како да ја наречеме, по-наши ќе ја наречем јавна соба. И во таа јавна соба неколку млади девојки биле жртви, значи буквално се насвоиле со нив со закони, устил као ако не ми платиш тоа што ми треба, демек ќе ти убиваме фамилијата, жена, дете, бла глупости, не знам шо. И исто така сакам да кажам за жените што биле жртва на сексуално насилство, така да ете на некој начин јас сум феминист. За тие што не знаете што е феминист, феминист е човек што се согласува и што ги поддржува правата на жените. Ама ретко во Македонија кој има феминисти, да не бегаме темата. Значи, тие девојки што биле жртва на сексуална злоупотреба, мислам дека треба да бидат заштитени со закон, бидејќи ти си била жртва, може следен ќе биде другарка ти, не се знае. Ама лично вака ќе ви кажам, не земете здраво за готова, ама ако имате таков случај, ако некој ви се заканува преку социјални мрежи, топло ќе ве замолам да го пријавите во најблиската полициска станица и против него ќе се покрене кривична постапка за злоупотреба на млади личности, бидејќи нека да се мешам, ама некој да ти се заканува и ти да му ги слушаш за заканите или да трпиш тортура од него, малце е лошо, реално да гледаме. Пошто јас ако еве ќе ви кажем и случка. Значи, зошто жените да бидат малтретирани, зошто да го злоупотребат нивното тело, зошто да трпат тортура, независно дали е физички или психички, сепак човекот треба да живе и треба да се прифати човекот тако како што е. Ама ете што се деси со јавна соба се деси, тие што беа виновни си го најдов крајот, ама пошто е 8 март, подршка до жените, ви го честитам 8 март, ви посакувам се најубаво и бегате подалеку од вакви кретени, морони, како да ги наречем, не знам, манијаци, пошто имаше на вестите дека некој манијак се шедал во Карапош, значи сега ќе ви опишам случка, тоест на вести било. Жени си влагат у зграда и овој кида позад нив ќе ги следи и кога ќе начека момент дека жената е сама, е должен да влага во акција и прави криминално досие. Значи, ве молам, немојте да бидете жртва на сексуално или на било какво насилство, бидејќи тоа не е убаво. Да, не е убаво. Зошто да трпите насилство кога можете да пријавите и да се реши случајот. Ама кај нас во Македонија тоа слабо се дешава, пошто тоа што е, лично е што мислам за јавна соба, јас да сум сајбер полиција, ќе ја запалам таа јавна соба, нема да постои, значи ќе го спалам серверот, да не може никој да влезе. Пошто со ова видео сакам да ги подржам жените, да не се плашат и да не стравуваат дека ќе бидат нападнати. Нема да бидат нападнати, пошто ако верувате во себе дека ќе се отстраните од тој проблем, направете го тоа веднаш. Еве, ви кажувам, нема да зажалите. Значи, исто така,
жртва на сексуално насилство најчесто се малолетни девојки, но имаше пред 3 месеци на вести дека татко од гостива си ја силил 14 годишна ќерка. Брат, имате ли вие памет? Имате ли памет? Е. Значи, дора жена од надводе манјуше, брат, ама ќерка бе, брат, ќерка, ало, каде државата да реагира за вакви случаи? Бидете храбри и не се плашете. Верувајте дека ако сакате да го решите проблемот и ако го имате више клучниот момент, како ќе се реши тој проблем, решите го. Бидејќи, ете, ако не го решите проблемот, ќе ви досаѓаат константно такви типови. Ви кажам од лично искуство, така да бидете силни. Чао.